Добар ден, драги ученици. Моето име е Патарова Зорица и јас ќе бидам ваш презентер на на новата наставна единица од македонски јазик за 6-то оделение. Доаѓам од основното училиште Јохан Хајрих Пестоловци во Скопје. Пред да започнеме, би сакала да ве замолам да си земете училишната тетрадка по македонски јазик пред вас и едно средство за пишување. Денешната наставна единица која што ќе обработуваме е говорна вежба, тоест ќе учиме или ќе работиме нашата омилена книга, поточно мојата омилена книга. Но пред да започнеме да повториме. Што е тоа медиум? Од каде потекнува зборот медиум? Кои видови на медиуми ги познаваме и каков медиум представува книгата? Медиум или јавни гласила е поем кој најчесто се користи за да се означи оној дел од медиумите кои допираат до многу голема публика, вообичаено до една цела држава. Од каде потекнува зборот медиум? Зборот медиум потекнува од 1920 година, кога се појавиле првите национални радиомрежи, весници и списанија за масовна дистрибуција. Кои видови на медиуми ги познаваме? Ние, минатата лекција, учевме за електронските и печатените видови на медиуми. Сега, книгата спаѓа во печатените видови на медиуми. Таа е една од најкористените печатени медиуми. Се користи во училиштата и сите образовни институции, како и во секојдневниот живот. Романи, лектири, поезија и така натаму. Еве ви една мисла која што сметам дека треба да ја споделам со вас за денешната лекција. Книгата е прозорец кон светот и хоризонт, кој ги проширува нашите знаења на секое поле. Таа е нашиот патоказ кон иднината. Без разлика дали книгата е во електронска или печатена форма, секогаш треба да се трудиме да читаме. Ајде сега да видиме малку да поучиме или да повториме за книгата како медиум. Книгата ја создава автор, кој првичната идеја ја разработува во содржина, која читателот ја чита во испечатена или електронска верзија, обликувана од следниве елементи. Книгите имаат корици со наслов и автор, имаат страница за издавачот, уредник и слично, како и имаат и многу други елементи. Литературните дела содржат и пасус, кој што представува печатена целина од еден до друг нов ред, предговор, кој што представува дел кој е напишан со цел читателот да се упати во содржината на делото, како и поговор, кој што следи по крајот на содржината и е посебен текст во кој се дава оценка за делото. Се анализира критички, а може да содржи и биографија за авторот, детали битни за животот на авторот кои влијаеле на создавање на самото дело. И последните две, глава, целина во содржината на делото кој представува заокружен дел на одредено случување, може да има и поднаслови или главите да бидат обележани со бројки. Дом, дело може да биде составено од повеќе книги, поврзани содржински една по друга. Пример, сите народни умотворби собрани од Марко Цепенков се содржани во 10 поединечни книги, кои што ги нарекуваме томови. Како што кажавме, денес ние ќе обработуваме една наша книга. Јас за денешниот час ја избрав вашата лектира Големи и мали од авторот Бошко Смаќовски. Пред да започнеме со лектирата, би требало да кажеме збор 2 и за самиот автор. Бошко Смаќовски е роден на 18 септември 1938 година во селото Модрич. Завршил гимназија во Охрид, а дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје. Уште за време на студиите се вработил како новинар во Радио Телевизија Скопје. Бил член на Друштвото на писатели на Македонија. Автор и на повеќе радиодрами, радиокомедии, радиоигри за деца и телевизиски драми. Исто така, тој е автор и на книгите Мајски ѕвончиња,
распродажба на остатоци од пролетта, додека роси, еден багрем и 4 деца, усвојување на дневниот ред, големи и мали, славе од ноќва во трендафили, влегување во Охрид и така натаму. Да кажеме и на кратко или да ја раскажеме на кратко книгата што ја обработуваме денес, Големи и мали. Дејството во романот започнува кога студентот Стево решава да побара соба под наем кај тетка Донка. Средновечна, драга жена, чиј сопруг Пандо е во затвор, а таа живее само со својот син Раде. Така и Стево станува жител на улицата во која што живеат сите тие ликови, Караорманска и зградите број 13 и 14. Самиот тој е сведок на се што се случува, па затоа и решава да напише собствена книга во која ќе го опише животот и случките на сите станари во двете згради. Најголемата непријателка на тетка Донка е секако Важната, која што е мајка на Буба, која што пак е потајно влюбена во Раде, синот на тетка Донка. Важната и забранува на својата ќерка да се игра со секакви деца поради позицијата на референт за просвета и култура што ја има нејзиниот маж Чичко Милан, кој што пак е смртен непријател на топките и во секоја можност ги уништува. Но во зградите живеат и многу други интересни ликови, како Јордан Касапот, осамената бивша директорка и многу другари и другарки на Раде и Буба, освен Диме Такси, кој живее во една мала кукичка на почетокот на улица Караорманска. Според мене, најтрагични ликови, чија што тешка судбина на вистина ме трогна, се оние кои што се заборавени од сите и во крајна беда живеат во подрумите на зградите 13 и 14. Тоа е самохраната чистачка Марта со својот син Ѓоре и чичкото судија, кој по загубата на своите најблиски живее сосема изолирано од другите луѓе во целосна тишина. Дали Раде и Буба ќе останат заедно? Како тетка Донка и Важната од најголеми душманки ќе почнат да живеат како сестри? Кој е новиот сопруг на чистачката Марта и новиот татко на Ѓоре? Како Чичко Пандо ќе излезе од затвор? Што се случува што се одлучува на возрастните и детските куќни совети на зградите? И што ќе се случи со самиот студент Стево, кој што всушност ни ја раскажува оваа приказна? Тоа е само дел од прашањата кои што треба да се одговорат кога вие ќе ја прочитате оваа прекрасна лектира Големи и мали. Преку оваа книга Бошко Смаковски сака да ни укаже и да ни покаже дека луѓето неправилно ги делиме на големи и мали. Бидејќи дел од возрастните по своите постапки воопшто не се големи, додека пак малите, тоест децата или во самите деца, на вистина се кријат големи луѓе со огромно срце. Сега ќе ве замолам да одговориме на следниве прашања, затоа што веќе треба да ви е прочитана оваа лектира, Големи и мали, да си го направите овој приказ на звезда во вашата тетрадка, овде можете да го паузирате видеото и да ги одговорите следниве прашања. Кој е во приказната? Каде се одвива приказната? Дали имаше проблем и како е решен? Која поука ја извлече од овој текст или содржина? И моето омилено прашање, кој беше твојот најомилен или најнеомилен дел од приказната? Од кога ќе завршите со одговарањето на прашањата, ќе ве замолам да се поделите во 3 групи, затоа што станува збор за онлайн учење во повеќето градови во нашата држава. Ќе ве замолам секој индивидуално да си ги решава задачите. Првата група ќе ги обработуваат ликовите. Ќе ве замолам да ги анализирате нивниот надворешен и внатрешен опис меѓу кои ќе ги напомените позитивните и негативните ликови. Втората група
ќе ги раскажуваат расправиите, проблемите и судирите кои што ги имале жителите на улица Карорманска. И третата група ќе каже кој е нараторот на оваа книга. Што сакал да каже и која поука да ја даде. Зошто ги измешал особините на децата и возрастните. Во оваа група ќе ги одговорите и прашањата со поголемо објаснување. Пробајте да ги измешате ликовите. Децата направете ги возрастни, а возрастните деца. И наброите ги заменетите ликови. Тоа е се од нашиот денешен час, деца. Ви благодарам за вашето внимание. Имајте убав и пријатен ден.